Благодарам, председателе, почитувани министри, заменици министри, колеги пратеници. Јас денес ќе поставам две прашања, од кои што моето прво прашање ќе биде упатено до Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, инаку се однесува за состојбите после поплавите во Република Македонија. Имено навремената интервенција на надлежните на централно и локално ниво придонесоа штетите во поплавените подрачја да не се големи во делот на стамбените објекти, но сепак тие беа големи на земјоделските површини. За време на овие поплави, животните кои преживеале катастрофи, посебно животните кои се евакуирани или раселени, односно преселени од погодените подрачја, зафатени со поплави, се подложни на заразни болести. Како последица на поплавите, можно е да дојде до краткотрајна и долготрајно нарушување на здравствената состојба на животните и појава на инфективни заболувања. Имено дел од тие инфективни заболувања кои што можно да се појават кај животните се западно-нилска треска, антракс, шушкавец, тетанус, ботулизам, листериоза. Исто така, постои опасност за појава на бактериски болести, поради тоа што најголем број на бактерии се развиваат и се размножуваат во влажна средина, заради што појавата на болести предизвикана од бактерии може значително да се зголеми по обилни врнежи и поплави. Заситувањето на почвата со вода може да доведе до активирање на заспаните бактериски спори и до појава на болести кои вообичаено и не се појавуваат, како што се антракс и иерзиниоза. Во контекст на ова, моето пратеничко прашање се однесува на тоа кои мерки се превземаат за спречување на ширењето на заразни болести кај животните после поплавите во поплавените региони и дали Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство планира дополнителни мерки кои што предвидуваат вакцинација од вакцино-превентибилните болести кај добитокот. Моето второ прашање е упатено до Министерството за здравство, а се однесува во контекст на еден од најдобрите проекти во здравството. Имено од 2012 година до сега над 1100 доктори и медицински персонал од 44 јавно-здравствени установи во Македонија беа на едукација во реномирани медицински центри во Соединетите Американски држави, Европа и Австралија, каде се стекнаа со нови знаења и веќе ги применуваат најсовремените методи и техники во лекувањето и третманот на пациентите во државата. Едукацијата на медицинскиот персонал во странство се одвива во рамките на еден од најзначајните проекти на Министерството за здравство, со што дополнително ќе се придонесе кон подигање на квалитетот на јавно-здравствените установи во државата. Моето прашање: колку лекари и останати здравствени работници се планира да бидат испратени на вакви обуки во странство во текот на 2015 година и кои техники и методи во делот на здравствените услуги за граѓаните се планира да бидат применети благодарение на овие обуки и инвестирањето во едукацијата на македонските здравствени работници. Ви благодарам. Благодарам и јас. Првото прашање упатено до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одговорот се добиете од министерот. Повелете, министр. Благодарам, председателе, благодарам пратечке на поставеното прашање. Значи, во периодот од 26 јануари и до 6 февруари Македонија беше погодена од поплави во неколку региони, при што се случи и повеќе свечилишта на тлото. Според извештајот на хидрометеоролозите, забележени се рекордни вржини и високи температури, невообичаени за тој период од годината. Поплавите предизвикаа штети во 43 од вкупно 80 општини во Република Македонија. Погодени беа сите категории на патишта и мостови, магистрални, регионални, локални, земјоделски површини, системи за наводнување и одводнување, објекти за домување во населените места, индустријски капацитети, здравствени доми, училишта и јавни установи.
Според извештаите на Центарот за управување со кризи, погодени се околу 170.000 луѓе во државата. Според домашното законодавство, во општините во рок од 16 дена од настанување на елементарната непогода се пројавуваат штети од страна на населението. Општинските комисии за штети имаат обврска во рок од 3 месеци да излезат на терен и да ги подготват елаборатите за пријавените штети. Но, како што знаете, во дадениот случај, овие комисии беа брзо работија и веќе кој што слушнавме од претходно веќе овие извештаи се веќе изготвени. Формираниот таским се фокусна точка во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, составен од представници од МЗШВ, јавните предпријатија за државни патишта, представник од водостопанските предпријатија и вклучен странски експерт од Светска банка и домашен експерт ангажиран од страна на Светска банка, во изминатиот период ги прибираше податоците за првичните проценки за настанатите штети од општините, ги анализираше штетите и загубите од поплавите со цел подготовка на извештајот за брза проценка на штетите и потребите. Од анализата на досега добиените податоци, пријавени штети од поплавите има во 43 општини, а најпогодени се секторите земјоделство, наводнување, транспорт и домување. Брзата проценка, како што реков, на штетите од податоците кои што се дадени, може да се види дека во земјоделството штетите и загубите се проценуваат на околу 13.672.000 евра. Штетите на системите за наводнување и одводнување се проценуваат на околу 4.900.000 евра. Штетите во секторот на транспорт на околу 3.900.000 евра и во секторот за домување околу 975.000 евра. Од самиот од овие суми кои што ги кажав, најповеќето се направени во потечението на Црна река и тоа штетите изнесуваат околу 19,6 милиони евра, што представува 81% од вкупната проценета штета од поплавите во Република Македонија. Значи, тие најповеќе се направени во општините Могила и Новаци, односно тоа се двете најпогодени општини со проценети штети на околу 14,4 милиона евра, што представува 59% од вкупните штети и загубите. Предвидената рамка за изработка на извештајот, прв од ваков вид во Република Македонија, е до крајот на месец март, значи ќе биде изготвен. И како што кажа и подпредседателот, значи веќе од страна на владата на Република Македонија е формиран тим кој што ќе отиде во Брисел и ќе видиме врз база на овој извештај, како што рековме, се е потврден од страна на експерти од Светска банка, колку средства ќе добиеме, врз база на тоа ќе видиме дополнително од кои средства ќе ги надополниме штетите во овие региони кои што се случија поради овие породни дождови. Сега би сакал да кажам конкретно за она што пратеничката го постави прашањето, а тоа е што со добитокот кој што беше поплавен пред се во регионите на Новаци и Могила, односно знаеме дека со овие поплави после повлекувањето на водата се јавуваат повеќе болести, како кај домашните животни, така и појавување на разни глодари и инсекти. Од тие причини Агенцијата за храна и ветеринарство ги презема сите мерки за вакцинација против антракс болеста, додека Министерството за здравство ги презема сите мерки за дезинсекција и деардизација на површините кои што беа поплавени. Така да Министерството за земјоделие, Министерството за здравство, односно владата севкупно е вклучена во разрешување на овие проблеми, ја следиме состојбата и се оно што е потребно ќе се преземе за да не се случаат болестите кои што и самата пратеничка ги наведе. Благодарам.
Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот госпоѓа Дамчевска Јасминка, повелете. Благодарам. Благодарност до министерот за исцрпниот одговор. Задоволна сум од одговорот. Немам дополнително прашање. Благодарам на поставеното прашање на почитуваната пратеничка. Значи, кога станува збор за овој проект за обука на здравствениот персонал, сакам да ја потсетам пратеничката дека со овој проект започнавме уште да го оведовме уште на почетокот во 2014 година, и тоа со донесувањето на новиот закон за здравствена заштита, при што заедно со здравствените работници при анализите што ги правевме дојдовме до заеднички заклучок дека обуката, односно дообуката на здравствениот персонал во нашите јавни здравствени установи е од огромно значење како за подигнување на квалитетот на здравствениот систем, така и за целосно и побрзо подигнување на квалитетот на здравствените услуги кои што ги пружаат здравствените работници во јавните здравствени установи. Така да во законот во кој што го донесовме за здравствена заштита, точно напишавме, односно што го усвои собранието, дека во 2014 година Министерството за здравство беше обврзано да испрати на обука минимум 500 здравствени работници во врвни центри и да вршат обука, односно да се дообучат за одредени услуги, односно дејности за кои што не се работат во Македонија или не се работат токму во нивната здравствена установа. Така да во 2014 го исполнивме тој број, над 500 здравствени работници беа испратени на обука, односно на дообука во голем број на странски и европски центри во голем број на области. Потоа направивме измена на Законот за здравствена заштита, така да се обврзавме за во 2015 година да испратиме не 500, туку 1000 здравствени работници, односно поточно 800 лекари и 200 останат здравствен персонал на дообуки во врвни центри во светот и во Европа. Така да можам поточно по месеци да кажем за оваа година, така во месец јануари вкупно беа реализирани 97 едукации, од кои што 53 доктори, 38 медицински сестри, радиолошки технолози 3, физиотерапевти 2 и медицински лаборант 1. Во февруар беа реализирани вкупно 52 обуки, во март се реализираа вкупно 103 обуки. Сакам да потенцирам дека обуките се реализираа во голем број на центри, така да ќе напомнам неколку: во АКХ Виена во Австрија, потоа во Париз, Франција, во клиничкиот центар Тулуз во Франција, потоа во клинички центар во Лондон, во Рим во Италија, потоа во Берлин во Германија, во Прага, Чешка, Кина, Истанбул, Турција, потоа во Љубљана, во Загреб, во Загреб, во Бугарија и во голем број на други центри, да не ги напоменувам сега. И сметаме дека ваквата дообука на нашите кадри, на здравствениот персонал, е од огромно значење и дека заедно со нив ќе продолжиме понатаму да го тераме овој проект. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот госпоѓа Дамчевска Јасминка, повелете. Делумно сум задоволна од одговорот на заменикот министер. Во голема мера ми одговори за бројот на здравствените работници кои што ќе бидат испратени на обуките, но дел од моето прашање се однесуваше на квалитативните ефекти од овие едукации и дали Министерството за здравство согласно планот за едукација за 2015 година конкретно знае кои техники и методи ќе се апсолвираат од овие обуки во странство на нашите здравствени работници. Благодарам. Одговор на дополнителното пратеничко прашање ќе добиете од заменикот министер за здравство. Повелете. Да, благодарам на дополнителното прашање. Значи ја и споменав дека станува збор за методи, односно здравствени услуги кои што не се практицираат во Република Македонија или пак не се практицираат во јавните здравствени установи од каде што потекнуваат здравствените работници кои што одат на обука. Сега точно не можам да ги набројам, ама целта ни е
да имаме над 100 методи нови кои што ќе бидат практицирани со завршувањето на обуките во здравствените установи ширум Република Македонија. Ви благодарам.